Сакам да се осврнам на некои одредби од договорот за кои е потребно сериозно објаснување. Ставот 2 од член 2. Цитирам: ќе се олесни запознавање со британски деловни субјекти за поддршка на реализацијата на проектите. Македонската јавност треба да знае што значи оваа одредба. За какво запознавање се работи? Дали такво запознавање веќе се случило? И за какво олеснување од страна на британските деловни субјекти? Дали овие деловни субјекти се предефинирани изведувачи што е во спротивност со тврдењето на Министерката за финансии дека ќе се користи Законот за јавни набавки? Само да потсетнам, основните начела на Законот за јавни набавки се конкурентност, фер и транспарентност. Не може да има конкурентност на предефинирани деловни субјекти. И дополнително, дали веќе ги предефиниравте и подизведувачите кои ќе бидат ангажирани? Во членот 3 е наведено дека учесниците ќе работат заедно за да ги истражат можностите за мобилизирање на финансирање на приоритетните проекти наведени во анекс А. Дали ова значи дека за секој поединечен проект дополнително ќе се бара финансирање, вклучително од комерцијални банки, и за кои не се знаат условите и каматните стапки, што представува непредвидливост и потенцијален ризик? Владата мора да одговори на сите овие прашања и дилеми во интерес на транспарентноста и во интерес на своите граѓани.